Еве сме назад по нешто повеќе од 2 месеци пауза, со нови искуства и ново знаење, кое верувам дека ќе донесе нова вредност во животот кај секој еден од вас. Денес разговараме со Габриел Джексон, човекот кој пред не повеќе од месец дена го имаше второто блиско искуство со смртта и е вистинско чудо што е денеска со нас и сум му преблагодарен што успева да собере храброст да ги пренесе тие искуства со вас, нашата публика, затоа што верувам дека тие искуства имаат моќ да направат рестарт во животот кај секој еден од нас и да ни стават до знаење повторно и повторно колку е кревок овој живот и колкава привилегија е тоа што сме денес тука. Да ослушнеме Гейб. Твоето прво гостување имаше блиско искуство со смртта, значи имаше удар од жива струја. Ќе се навратим и на тоа малце, затоа што имаме сега нова публика која што не е целосно запознаена со твоето приказна, но ќе започнеме со тоа што се случи пред месец дена, односно второто блиско искуство со смртта. Да. Односно сообраќајката во која што ти татко ти си возите по автопат и едноставно ве прегази камион, еве така да кажам. Да. Мислам, среќа што сме живи. Секако, но у кратки црти бевме во Америка, во Пенсилванија, одевме да се видиме со роднините. Ја бев татко ми возеше, јас до него, у колата на брат ми и ја малце подзаспав. И у еден момент само се будам и татко ми држи воланот, нешто ми се дере и ние сме у ротација. А у тој момент мислев дека си имавме удрено фактички у оградата што ги знаеш, ги штити двете страни еден од друг. Но како се вика, airbagсот беа пуштени, ништо не се гледаше и само се вртиме и го памтам кога се вртевме цела минута, тоа фактички било, не знам, 5-6 секунди. И кога застанавме беше многу така тензичен момент, бидејќи бевме застанати на сред автопат и откако застанавме, може пола секунда после тоа, значи прелета една кола или камион, не знам што, и се осети, знаеш, вибрацијата од таа кола. И ја и татко ми отпосле имаме споделувано еден со друг, дека и двајцата у тој момент чекавме да ве удри нешто. Да не удри нешто многу јако. Пошто бевме застанати скроз на средина на автопат. Значи јас како што знам ситуацијата, вие возите на автопат во Америка, каде што има 4 ленти, возите во најдесната, еве да кажеме најспора лента некако така да кажам. Ако може да те коригирам, значи имаше 2 ленти во овој автопат. Аха, 2 ленти. Значи малку помал автопат. Помал автопат, добро. Значи вие возите у десната лента, си возите споро и доаѓа камион да ве претекне. На некој начин. И во камионот удира во задниот дел од колата, што предизвикува вие да изротирате. Што автоматски ве носи, не враќа кон камионот, под тркалата на камионот. Камионот ја прегазува колата, тука ќе ги ставиме и сликите, за да можат луѓето да видат во каква состојба уствари беше возилото и колку близок момент, мислам за колку малце фалело да се случи нешто многу полошо. И она што викаш ти после ударот, значи ти спиеш за време на ударот? Спиев пола секунда, милисекунда, се разбудив. Се разбудив, слушнав еден бум и бевме у ротација веќе. Но фактички што се случи, камионот нас не удри позади од левата страна, тоа не повлече кон, односно под камионот и тркалата ја прегазија предната, односно го прегазија предниот браник од лева страна. И пошто порано имам возено скейт, можам во скейт термини да го опишам како ноли 360, нели, поп-шовите кога даската се ротира, кикфлип е кога се врти. Така да направивме еден поп-шовит кај што се прави, односно ротација. И 360 бевме луѓето што беа позади, што ја видоа целата случка. Први ни кажа дека шоферот
шантрал лево десно некои 2-3 минути. Они меѓусебно, не ги знаевме, отпосле ги упознавме, они меѓусебно си имаа кажано тој лудаков ќе убие некој. Значи возел, си имам слушнато со другар што вози камион, он ми кажа дека предпоставува дека на телефон бил, пошто нема да ризикуваат со алкохол, па ако спијат ќе си знаат они да застанат, да одморат, имаат и закони во Америка, но предпоставува дека на телефон бил и овој шантрал лево десно, нас не удрил, откако не удрил се свртевме ние, бевме цел метар у висина кога се ротиравме. Така да некои за жал немаме снимки, секако дека немаме снимки, ама би сакал да ја видам таа слика како една кола се ротира 1 метар од у висина, 1 метар од земјата. Интересна слика. И сега твојата способност денеска ова да го раскажуваш на ваков, да кажеме, весел начин, пошто сега ти зборуваш како да си имал настинка пред месец денес. Ме разбираш, значи тоа е све комично, значи тоа е све толку лесно за кажување, за процесирање, едноставно тоа се случи, значи зборуваме за искуство во кое што буквално и гледаш во смртта на очи. Значи ти си моментално во состојба да се смееш за тоа. На што се должи тоа? Значи колку да кажеме првото искуство што го имаше, ја би сакала и за тоа да споделиме или да кажеме твое согледување, да ми даеш како гледаш на тој момент од сегашна перспектива и колку мислиш дека тој момент е клучен во совладување на све ова што ти доаѓа сега понатаму. Мислам дека не се опиша со зборови колку беше вклучен, колку беше клучно тоа искуство од претходно што го имав, бидејќи одма во моментот кога се деси, airbagсот беа пуштени, како се викаат на македонски? Воздушни перничиња. Перничињата беа спуштени, ништо не се гледаше, имаше чад, паника едно од друго, но во моментот знаев да земам здив, да дишам, бидејќи во тензични моменти, а кога работите се надвор од наша контрола, единствената работа што може да ја контролираме е дишењето. И знаев тоа од претходната случка, дека само можам да го контролирам дишењето. И во таа случка, кога пробувавме вратите, од старт не можевме да ги отвориме, и на татко ми одма му кажав, само диши. И мене ми помагаше, мислам, да го искажам тоа на глас, ама и знаев у себе дека ќе биде окей. Може и нема, уште не знаевме дали имаме повреди или не, ама мора да бидеме при себе, првиот чекор е дишењето. Да земеме воздух. Така да многу клучно беше искуството од претходно и самото помирување со тензичен момент. Сум имал тензични моменти, сум имал повреди и некако го гледам како, да не речам скил, да не речам работа што ја имам извежбано, и за добро имам искуство со тие тензични моменти, како за добри работи, за добри имам добар став према нив. Добро, значи пак ја би сакал да споделиме многу кратко, значи што се случи, да кажеме, тој ден на кровот во Вирџинија, затоа што најверојатно таа крива на учење во однос на овој дел од совладување на она што нарекува near death experience, таму почнало. Затоа што ти во тој момент, значи те удира жива струја каде што добиваш изгореници од 3 и 4 степен, каде што паѓаш од кров во несвес и каде што со хеликоптерите носат во болници, па имаш многу долг процес на рехабилитација, па сите симптоми после тоа на опоравување, почнувајќи од трауми, длабока депресија и се понатаму, за да дојдеш во човекот кај што ќе бидеш ти човекот во таа ситуација каде што ќе кажеш ајде диши сега, значи окей, не сгази камион, ама ајде да дишиме. Значи како тоа искуство влијаело врз другово? Колку мислиш дека е поврзано, да? Многу. И единствената работа што мислам, има многу работи кај што може да се споредат или да се поврзат, ама пак ќе се навратам на дишењето. Бидејќи во било кои стресови што ги имаме секојдневно, ако се приметиме,
реалноста е дека можеби не сме толку сконцентрирани или толку свесни на дишењето. Така да тоа беше единствената работа што се случи кога паднав, кога ме удри струјата, кога слетав на земја. Имаше некои 15-20 минути кај што едноставно лежав и немаше што да се направи. И знаев дека нема ништо, чекаме помош, можам јас да дозволам да ме удри паника или не знам што, ама тоа нема да помогне. Така да морам во моментов да дишам. Колку се по тежина, ако можеш да ги споредиш, затоа што повторно, значи зборуваме за искуство во кое што значи нијанси фала да го изгуби животот, че колку се споредливи да кажеме настаните по тежина. Колку би го ставил, затоа што во едниот да кажеме имаш привидна контрола, еве да кажеме работиш на покрив, па да, работите зависат од тебе. Значи дали ќе ја обезбедиш околината, дали ќе ги обезбедиш жиците и така натаму. Во друга околина си сувозач, апсолутно немаш никаква контрола врз тоа што се случува. А во двата случаи си на раб да го изгубиш животот, еве така да кажам. Да, многу добро прашање. Мислам дека во моментот во едната случка, нели, ме удри струја, имав изгореници, паднав од кров, беше многу јасно дека сум оштетен, дека има проблем голем. Во другата случка, и реално многу брзо се смирив, паднав, слетав, дури станав, пробав да, знаеш, направам нешто и ме вратија на земја, па тогаш почнав да се фокусирам на дишењето. Но во другава случка многу по бистро го се сеќавам на вртењето. И тоа, и баш кој што кажа, надвор од моја контрола беше целосната ситуација. Значи, не го држам јас воланот, ниту па гледам кај сме, ниту па знам на која страна се вртиме, кај гледаме, што ќе не удри. Ме разбираш, ја не знам дали у провалија сме паднале. Не знам ни дали има провалија. Ме разбираш, као, така да баш, мислам и самиот кажа дека разликата беше до контролата. И фактички у вторава случка немање контрола. Дали е пострашно да кажеме кога немаш контрола, кога осеќаш дека немаш контрола врз ситуацијата? Страшно да, ама многу тој страв многу побрзо и можеби за тоа можам сега да се смеам додека мислам и до некој степен е копинг механизам, ама мислам стварно се осеќам не се осеќам да тоа искуство мене ми товари, кој што претходното ми товареше подолго време. Но да, контролата беше, односно стравот во моментот беше, као све надвор од моја контрола. Но кога слетавме, кога застанавме, немаше толку страв за повреда. Мислам, не знаевме дали имаме нешто внатрешно, ама вака од надвор визуелно окей бевме. И сега стравот дефинитивно беше дали ќе не удри еден камион сега, како сме застанати на автопатот, ама ете не удри. Ама да, ситуацијата тотално надвор од моја контрола. Како изгледа, ајде да кажеме, животот после едно такво искуство? Како изгледаат тие први неколку дена, затоа што, нели, збориме, сите си ја бараме комфорт зоната на некој начин. Значи, комфорт зоната ни е некоја дефолт состојба во која што нели, секој човек тежне е да биде. Значи, никој не сака да е во дискомфорт, колку и да знаеме дека тоа може би е бенефитарно за нас. Значи, секој тежне е кон комфорт зона. Значи, таков еден настан комплетно те изместува од равнотежа, да кажеме. Како изгледаат првите неколку дена? Ајде да кажеме, сега изгледаш прилично окей, но првите ден, 2, 3, значи колку те тера едноставно целото искуство да направиш некоја ревизија на начинот на кој што го живееш или го сваќаш животот едноставно? Добро прашање. Па мислам дека лекциите, нели имав многу лекции од претходното и ги имам сега расчистено. Лекциите уште не ги знам од ова искуство, но тие први неколку дена, ако има нели адреналин копче што се стиска, тоа копче автоматски се стиска ако видиш ти прелета кола или те нападне куче. Значи тој fight or flight механизам што автоматски се пали кај нас, тоа копче или тој систем
неколку дена беше упалено. Значи, не беше до степенот со претходната случка, но и ова им го кажав дури на моите, бидејќи бев со среќа, бевме со, знаеш, мајка ми, татко ми, сестра ми, брат ми, среќа, сите бевме заедно, бевме и многу благодарни што сме сите заедно. Но тој систем неколку дена беше упален. Дали не до степенот со претходната, ама дали е све свршено, дали е све готово, дали има некое внатрешно крварење, пошто ја како што станав, бев малку навален, како што станав, ме врати кајшот и се снимав, имам мал потрес на мозок, не е ништо страшно, ама до моментот кога се снимав, не се знаеше и тој страв делува малце. Кога ќе бидеш толкава собраќајка, има прашање едноставно. Има несигурности и дори не ги решиш тие несигурности, тоа копче, тоа адреналинско копче, знае да биде пуштено или стиснато. Тоа се, да кажеме, системи во човековото тело, да, во човековиот организам, кои што не се активираат секој ден. Односно, се активираат само во такви случаеви, да кажем. Во регуларен ден, значи ти си фитнес тренер и лайф коуч, ако не се лажам, да. И ти си многу кредибилен извор, затоа што втор пат веќе докажуваш, затоа што знаеш како, без да нели омаловажам било кој во тоа што го работи и во неговата намера, но зошто на пример уживам да разговарам со тебе, зошто сакам да го слушнам твоето искуство и зошто сметам дека е битно, затоа што голем дел од работите кои што ти ги пренесуваш на луѓето ги имаш преживеано. Ги имаш изживеано самиот. Значи ги имаш извадено од сопствено искуство, значи не е тоа теоретско искуство, некоја апстрактна вредност таму која што пробуваш да им ја пренесеш, туку тоа се ситуации низ кои што самиот си прошол и од прва рака, да кажеме, од директно црпиш од изворот, така да кажам. И твојата интерпретација на твоите искуства се пренесува во знаење во кое што на вистина луѓето можат да видат бенефит, можам да кажам дека лично сум го осетил тој бенефит, но ќе стигнеме до тоа. Како, мислам, колку луѓето успеваат да го видат, да го препознаат тој момент, да кажеме, кај тебе? Колку тој авторитет сметаш дека е битен во пренесување на искуствата и на знаењето? Да. Па за сите овие случаи, за сите искуства што ги имам, сум преблагодарен. Ко прво, бидејќи ги имам поминато и сметам дека низ секоја тешкотија има нешто добро да се извади. И така да сите овие работи сум, пак ќе кажам, преблагодарен не само за болката што ја поминав, туку и за човекот што ме натера да станам да ја преминам таа болка. Така да тоа го гледам кај моите клиенти, тоа го гледам кај секога. Секој човек што ќе го видам, можам да видам капацитетот на кој може да функционира, можам потенцијалот да го видам. И посебно кај луѓето што се малце паднати. Може физички, може психички. И јас сум бил таму. Сум бил на тоа ниво, спуштено, прегазено, мислам, можеби не од други луѓе, можеби од, знаеш, некои лични повреди или нешто, ама го сваќам менталитетот, сваќам колку ниско може да падне човечката психа и колку безнадежно може човек да го направи првиот чекор. Дали мислиш дека е тоа резултат, она што го кажуваш, на менталитет, значи односно карактерна особина на одредена нација, или тоа е нешто што се пресликува низ луѓето општо низ целиот свет, затоа што ти си нели делуваш глобално, се вика. Да. Значи работиш во повеќе држави, значи колку тоа помеѓу нациите, да кажеме, е карактеристично својствено или наставно е она што викаш ти, паѓаме како луѓе, заедничка карактеристика за сите нас. Мислам дека сите паѓаме, но зависи од културата во која што се наоѓаме, колку сме спремни. Не треба сега да се жалиме на секој втор, ама колку сме спремни можеби да си признаеме на себе или на друг. Би рекол дека во Америка се, мислам, поспремни да признаат дека
паднат сум психички, тука имаме некој став дека ај ќе помине, нели? Ај, ништо не е. Можеш да си искажеш, да си искажеш, ама мора да заврши целото тоа и со искажување со како едно негирање на целото, ништо не е страшно. Ај ќе помине. Ме разбираш? Што од една страна сега не може на најобично кафе сите трауми да ги траума како се вика дроп или нешто да ги споделуваш, споделуваме. Не е кафето за тоа, да. Не е кафето за тоа. Ама има и добра работа од признавањето дека можеби окей. Можеби не треба на терапија да идеш, ама може е окей да признаеш дека окей, нешто ме мачи сега. За да го поминеш тоа, треба да го осетиш, да го искусиш. Тие чувства да ги осетиш, тие мисли да ги признаеш. Па само така може човек да помине. Ме разбираш? Прво, значи пред да продолжиме, те молам ти солади кафето, значи добре. Се напив и пред да почнем. Да, не ќе мисла да грешка да направам кога со многу луѓе ќе нарачаат кафе и ќе остане недопрено. Значи за да го да кажеме, за да успееш да доловиш љубовта кон животот на некој, значи затоа што практично така јас го сваќам, нели, улогата life coach. За да пробаш да му објасниш на некој зошто и колку и како треба да го сакаш животот, најверојатно и ти самиот треба да го сакаш животот. Да. Никој не го сака повеќе животот отколку луѓето кои што за малце го изгубиле. Самиот спомна дека овие искуства што ги имаш, ти имаат претворено во човекот кој што си денес. Односно, ваквиот тип на искуства те трансформираат во нешто друго, да кажеме. Во што мислиш дека ти имаат трансформирано од тебе до сега? Во човек со разбирање. Со разбирање и не само за кои работи јас ги имам поминато, туку кои работи може и луѓето ги поминуваат. Затоа сметам дека можам да допрам до тие луѓе и не мислам дека јас можам да им створам некоја љубов за животот, туку да им го покажам патот, бидејќи го имам поминато тој пат. Значи знам како е да седиш пред една огромна планина, знаеш, и да не знаеш дали можеш да искачиш. Многу од луѓето се наоѓаат така пред да го земат тој чекор, пред да ја искачат таа планина и се двоумат, немаат сигурност, имаат страф. Ги имам поминато сите тие работи. И овие искуства се дел од таја приказна и тие тешки работи ме имаат направено човекот што сум сега. Човекот во кој што си сега, меѓу другото е да кажем и ултрамаратонец, сега последно и учествуваш и во BJJ турнири, значи практиканци на BJJ, така да нонстоп си во некоја форма на усовршување, надпреварување, проверување, значи си во интеракција, да кажеме, со своето тело, со енергијата, не ја оставаш да мирува, значи на некој начин ти е телото цело време активирано, значи како лајфстайл, како начин на живот, како би го дали не е премногу напорно, да кажеме, да се живее со толку спорт во еден ден? Да. Па има граници, дефинитивно има граници кога треба да земам ден одмор, земам. Имав професор на факултет што велеше дека е зависник на вежбање, на активност. И имавме една програма што требаше да ја направиме, еден проект. 20 недели програма со, 15 од 20 учесници да ослабат и волку кила или да напреднат со сила, со кардио и едно друго. И на крај на програмата не праша дали станале учесниците зависни на активност. Така да и јас сметам дека сум зависник на вежбање, на активност, на трчање, вежбање, било што, бидејќи ме става у не само психичка, туку и физичка состојба, кај што се осеќам не само смирено, туку и дека напреднувам. И тие ми се доста битни работи. Кога човек ќе дојде кај тебе,
на пример, и побара услуга, еве доаѓам јас и ти викам Гейб, добро, значи јас сакам не се знаеме, рачуне прв пат ме гледаш, значи Гейб сакам да ослабам 20 кила на пример. Дали гледаш проблем со тоа прашање? Па нема проблем, но мора историјата да ја видиме. Мора да видиме дали претходно си пробал, ако да, дали си успеал, ако не, кои биле проблемите, ме разбираш, кои биле погрешните постапки. Секако дека има и временски период кај што можеме толку голема цел да направиме на здрав начин. Зависи од човекот. Значи треба едно упознавање на карактерот на човекот. Значи има и мислам слабењето е проста математика, калориски дефицит. Сигурно има слушнато или чуено гледачите дека да ослабнеш треба калориски дефицит, да внесуваш помалку калории од што трошиш. Математика, проста. Да, проста математика, ама знаеш што не е просто, значи како луѓето ги мерат калориите. Значи ние не знаеме да ги мериме калориите. Јас од кај да знам на пример банана една колку калории има, или две парчиња леб колку калории има, или 3 јајца колку калории. Како да знам, како да ги измерам калориите? Така. Па види, можеш има апликации MyFitnessPal на интернет, можеш и со ChatGPT. Значи можеш да кажеш да пишеш окей, за доручек јадев банана, 50 грама овес, 20 грама путер од кикирики и тоа ќе ти даде, можеби нема да бидат најпрецизни, ама многу од луѓето, бидејќи не можат целосно, перфектно да го направат, не го прават воопшто. Што на крај на денот нема да можеш ти 100% да знаеш тачно дека ги имаш измерено сите калории, сите макронутриенти. Но самиот чекор, самиот труд што ќе го вложиш во внесувањето, еве и 80% да биде точно, ќе прави разлика. Ме разбираш, така да. А што е со, значи јас сум стварно против, значи овој тип на прогрес што го правиме као човештво, збориме сега, каде што навистина е така, значи луѓе користат ChatGPT сега за да нели прашуваат и мерат калории така натаму, значи што се случи со нашиот мераш за калории, тој биолошкиот мераш за калории, каде што едноставно ти кажува сит си до тука. Зошто е тоа веќе неупотребливо? Зошто јас не можам на мојот организам да се ослонам веќе, да знам кога ми е доволно? Так. Како зашто не можеш ти да прекинеш кога е време за прекинување? Не, кога едноставно сум, да, доволно ми е. Да. Па не знам, мислам дека многу од луѓето не страдаат, мислам. Многу од луѓето можеби би се нашле у состојба кај што бараат нешто друго. Значи тоа е допамин. Значи допамин е само потрагата по нешто добро, по некој reward. И тоа може и да се бара во јадењето. Знаеш, често може и сите имаат осетено момент кај што јадат и не се свесни, односно ќе дојде момент кај што сваќаат, чекај друже, да успорам малце. Значи пребрзо јадам, не земам воздух, ме разбираш? Така да доаѓа до момент на потрага или бегство. Дали бегаме од мисли, дали бегаме од чувства, дали ги покриваме тие работи со допаминот што го добиваме од хранава, ме разбираш? И тука доаѓа до момент зашто луѓе, знаеш, одат најчесто кон нездрави намирници, пошто земаат највеќе допамин, дали од благо или од мрсно или од солено, зависи. Колку е достапна, да кажеме, вистинската исхрана според тебе? Затоа што еве во Америка на пример има FDA каде што нели предлага одредена пирамида тука на исхрана, на нутриенти, на некој режим на јадење кој што е препорачлив нели од владата. Секоја држава си има таква некоја своја програма уредена. Нормално никој не верува веќе на тоа, но алтернативното знаење е многу тешко да се најде. Значи многу е тешко да се најде вистинскиот начин на исхрана. И дали воопшто постои таков според тебе? Значи дали луѓето веќе толку индивидуално се имаат, да кажеме сме веќе во некоја фаза на еволуција на токав индивидуализам да едноставно мојата програма ќе биде неапликативна за тебе. Значи мора секој да има некој свој начин или да го открие својот начин на јадење. Секако дека секој почнува од разно место. Значи не можам јас да му дадам на човек што до сега 10 години
јадел бурек и бургер и пица за доручек, ручек и вечера, да му дадам стекови со брокула, да му давам смути со бајле, да му дадам рамстек со компир. Ме разбираш, треба има некои работи што треба степено да се променуваат. Бидејќи ако 10 години си имал, ти си имал лоши навики, нема тоа у 3 месеци сите тие 10 години да ги промениме и да стекнеме нови навики. Секако дека можеме многу јак прогрес да направиме, но секој човек е различен. И на секој човек и можеби им одговараат разни намирници. Да. Значи, пред да се случи она што го зборуваме телесна трансформација, значи некој да изгуби кило, нека не се 20, треба да се случи некој друг тип на трансформација, најверојатно. Значи, дали е тоа во верувања, во сваќања, во начин на живот, значи, колку со тоа работиш, да кажеме, колку тој момент ти е битен да го трансформираш, или е битен, па после тоа килограмите доаѓаат нели како последица на таа трансформација. Мислам дека вистинска трансформација се прават тие две работи истовремено. Значи, идентитетот што се променува, трансформацијата што се прави во самата психа и телесната трансформација се прават едно со другото. Бидејќи што е причината или која е победата да имам јас добро тело, а да не се осеќам убаво. Ме разбираш, психички да страдам, а има многу луѓе што се такви. Физички изгледаат совршени. Човекот надвор би рекол, има совршен живот, чим вака изгледа. Ама психички многу страдаат. Така да трансформацијата што може да ја има човек е не само физичка, туку и психичка. Мислам дека едното доаѓа со другото, дури би рекол дека физичката транзиција е иницијаторот на целава работа. Претходи, мислиш? Да. Тоа е $1 million question, значи дали е јајцето или кокошката. Да, бидејќи ако преземеш контрола врз телото, тоа е ако немаш ти повеќе контрола на нешто друго во својот живот. Знаеш, ако имаш ти проблеми со работа, со врски, со пријатели, со пари, со не знам што, тие се во твоја контрола, ама има и надворешни фактори. Твоето тело, што конзумираш ти, како се храниш, како вежбаш, како се движиш ти во светот, тоа е тотално. Не може друг човек да ти каже, може да те насочи како да ги правиш тие работи, ама тоа е тотално во твоја контрола. И тука е стартот на трансформацијата во психата. Што се случува? Види, таа трансформација, јас ја видов кај тебе, значи ние имаме многу пати седено, многу пати разговарано и така натаму, и значи све тоа супер. Но исто така разговаравме дека, значи во моментот јас кога го видов, значи ова што го зборуваш све, го видов како го аплицираш, значи како се аплицира во реалниот живот. Значи го видов моментот колку е како таа инвестиција, да кажеме, дневна што ја правиш ти, на движење, на исхрана, на внимавање на тие неколку основни компоненти носи бенефит, да кажеме, во вложување на екстремно големи напори, како што беше трката во Охрид, например. Значи, јас и ти се пријавивме, нели, по клавбата, несрекната клавба на минатото снимање, се клавивме дека ќе се пријавиме, дека ќе трчаме. Фала Богу, никој не рече дека ќе го заврши. Мислам, тоа не беше клавбата, значи рековме, се надевавме, но она што испадна е дека ти заврши и јас не завршив. И тоа ми е мене преубав еден пример, не знам како да ти кажам, значи тоа беше еден неверојатен учебник, јас си ја кажувам тоа дека тие 2 дена што ги поминавме заедно, значи пред трката и на денот на трката, за мене беше буквално еден факултет. Значи каде што можам да видам човек кој што се ова што го зборуваш ти и на Инстаграм и на подкаст и така натаму го аплицираш. Значи она by the book што викаат. Како све тоа изгледа и како тоа се рефлектира назад. Може да видам човек кој што јас ќе го кажам на кратко, па ме интересира и твое согледување во однос на целата ситуација после тоа. Значи јас
нели влегов со многу мотивација, со желба, со елан, со нели и храброст е потребна за тоа и така натаму. Инспириран да кажем од твојата енергија до негде, можеби, затоа што ти го носиш тоа со себе. Но тоа не е доволно, значи или тоа не може да ја замени работата на дневна база која што е потребна за да се надмине нешто такво или за да се комплетира нешто такво. Значи ненормална, не знам ти колку сакаш биди мотивиран и психички не знам стабилен, значи ако не го изодиш патот што треба да го изодиш, едноставно тоа нема да се случи. И ја мислам дека ти тоа знаеше цело време, мислам дека до негде беше свесен за тоа, но поддршката која што стигаш од тебе цело време е нешто што мене, да кажеме, ме охрабруваше во целиот процес. Си викам, знаеш што, значи, дури јас да не верувам во ова дека можеби ќе го завршам, значи, ге верува, знаеш, дај, Ја бев тотално уведен дека видиме, да. Го правиме. И имаш таква некоја, значи, како ти кажам, стимулирачка мој, да едноставно човек да направи нешто за што и самиот не е свесен дека може. Прво, тоа и се случи. Значи, јас никако не беше во планот, во состојбата во која што бев тоаш, 20 кила плюс и така натаму, дека ќе се пријавам на таква трка или пак ќе стигнам до таму и така натаму. Но, ти викам, тоа е таа, наверојатно, дар што го имаш, едноставно да им го пренесеш на луѓето, да почнат да те следат или да те послушаат и на тој начин да почнат да инвестираат во себе и да ги одат тие патеки, но еве ме интересира да кажем од... Чекај да те прекинам. Ајде. Колку пред да почнеме со трката, дали, пошто нонстоп и разговаравме ова, нонстоп имаме некој муабет у глава, сам со себе што го правиме. Кој беше муабетот сам со себе у денот пред, на самиот старт, дали беше некој муабет како морам ова да го завршам, не морам, што ако се повредам, као сигурно имаше некоја двоумење или некоја сигурност, мене ме интересира тој момент. Еве ќе ти кажам, значи ако ти текнува по пат кога возевме натаму, полиција не застана. Да. Тука имаше држ не дај, после тоа кога стигнавме таму, ти го имаше блокирано за погрешен ден или за погрешна недела смештајот. Да. И веќе почнува да ми излегува ствари, викам на целото ова, викам ова нешто не е како што треба. Значи ја се осеќам кога нешто застранува целата работа. На крајот кога влегавме во смештајот, беше тоа што беше, значи такво едно тесно мало сопче, како да ти кажам, значи безусловно среќа тераса па имаше. Да, среќа мало терасиче и викам окей, чече, почнувам како да осеќам дека не сум баш за ова. Ама веќе сум тука, знаеш. И веќе и веќе нема назад. Значи почнуваат нозете да се враќаат. Значи почнуваат не како да се будиш од некој сон, едноставно да се огледуваш дека чекај бе, значи можеби и не сум толку спремен. Можеби све ова у мојата глава, можеби и вакво. Почнаа некои такви мисли да доаѓаат и како прво ја не знаев за, како се вика, за семејството Джексон, значи твоето семејство, значи тоа се толку, вие сте на такво прекрасно семејство, луѓе посветени на спортот и на заедницата, да, како ти кажам, мене ми го направи тоа повеќе денот, да кажем, од самата трка, ме разбираш, значи таквото сознание дека луѓе се уште функционираат на таков начин. Значи тоа беше преубаво прво да се посведочи, да се биде дел. И стана дел. Стана дел од тимот. Да. Мислам, веќе си дел од тимот, дел од Джексон тим. Да. Види, тоа е одговорност, значи не смем да ја посрамотам после тоа. Но тоа го реализирав до моментот на трката, а самиот момент, значи од почнување на трката па натаму, многу брзо почнуваш да реализираш многу други работи. Значи почнуваш, значи целата таа бајка околу, како се вика, мотивација, спремност и така натаму, веќе почнува да се распаѓа и ти почнуваш да гледаш колку си уствари спремен за тоа што си. Реалноста. Да, значи и почнуваш да бидеш искрен со процесот. Значи дали ти пројде низ процесот кој што треба да пројдеш за да го комплетираш оваа трка, за да ја комплетираш оваа трка.
И тоа ти е, мислам, таа искреност настапува после првите 10 минути утрката. Значи, ако тоа трае 24 сати плюс, значи ти после 10 минути си веќе комплетно искрен. И сваќаш дека можеби си се лажал многу долго време, ама тоа не е онакво лажење, зборам лесно лажење кај што можеш ти да се осетиш сами од себе, туку тоа е лажење уверливо, така би кажал. Значи, ти си убеден во тоа што го мислиш. Убеден си во своите мисли дека се вистински. Му веруваш на тој глас. Му веруваш на својот мозок, на гласот и така натаму. И единствен начин да го тестираш тоа, значи е да се најдеш после во таа ситуација и да сватиш дека можеби не е баш така како што ти си мислиш. Тоа беше мојата перспектива, мојата реализација и нели ја платив цената што требаше да ја платам за тоа. Сега ме интересира твојата перспектива, затоа што јас бев да кажеме, ти одиш, ти си максимално спремен човек, еве така да кажам, значи ти го имаш својот живот посветен на фитнесот, внимаваш на своите рутини, многу од овие работи кои што ги збориме сега ти веќе години ги практикуваш. Значи ти веќе точно си запознаен и со својата генетика, и со телото, и со неговите предности и слабости и така натаму. Меѓу другото, ти беше еден, да кажеме, барем меѓу првите луѓе кои што јас ги имам видено со таков габарит, мислам дека за време на трката беше 105 кила, така нешто. Значи да трча таква масовна трка, значи тоа се обично послаби луѓе, по ниски луѓе, значи не се толку крупни. И се прв пат гледам покрупен човек од мене кој што трча таква трка, кој што ми го вади тој изговор, веќе и тој изговор го немам. Веќе не можам ни на тоа да се вадам. Веќе нема кај да одам, разбираш, веќе морам да се соочам со реалноста. Да. Така да ајде да видиме, значи како изгледаше твојот процес. Па мојот процес генерално доаѓа до сигурност во минатото, мислам, бев многу сигурен од стартот, знаев дека можам да ја завршам трката. И до тој, мислам, на таа трка не си нема вставено некој притисок дека морам, дека ако треба ќе умрам да завршам, не. Ама знам дека можам. И све ако отиде по план, ако не скршам нога или ако не дехидрирам премногу, знам дека можам. Бидејќи го имам направено тоа претходно и тој глас тебе или таа свесност тебе што ти или подсвесност тебе што ти вика, знаеш, што ствара двоумење, што ствара сомнеж, го имам осетено и тој веќе сега знам така да го згаснам. Ме разбираш, и имам не само историја, туку и претходни трки, тренинзи, кај што тоа се веќе, како да кажам, дел од процесот што ме донесе до тој момент. И таа сигурност дека можам да завршам не е некоја помисла, туку има историја, можам да се навратам на тренинзи и трки што ги имам направено. И знам точно кои болки ги имам поминато, кои проблеми, такви работи за време на трки. Значи тоа те веќе знам дека знам да се соочам. Изгазена, значи не ти е нова територија, значи не. Ти веќе си го прошол тоа, имаш на што се повикаш, сакаш да кажеш дека во тие моменти на таква болка, еве да кажам, значи многу е битно да имаш на што се повикаш. Да. На некој начин да смириш мозокот. Да. Затоа што тоа е она што, нели, границата помеѓу ќе продолжам и ќе застанам тука е све во тебе ќе сака да прекине. Значи све, и мозокот и телото, ќе ги правиш сите тие изговори да прекинеш. Знаеш, ако продолжам ќе се повредам, па ако се повредам нема да можам да работам, па ако нема. И мозокот све ќе направи, ќе смисли цела фантазија, цел филм ќе смисли. Ќе почне да халуцинира, да, знаеш, ќе измислува работи, причини да прекинеш. И твое да го надминеш тоа, да смислиш ти подобар аргумент за понатаму, за да продолжиш. Колку мислиш дека е таа природа на мозокот, неговата вистинска природа уствари? Значи колку тоа уствари мозокот го прави на дневна основа, не мора да си во такви трки. Значи не мора да си во било каква физички надпревар. Да. Да кажеме, колку ако седнеш на столче, мислиш дека мозокот ти прави игри цело време? Мислам, во кој смисол игри? Како? Во смисол на да те тежне кон комфорт. Мислам дека тоа не е многу човечко и посебно какво општество се наоѓаме сега, кај што све ни е при рака.
Знаеш, допамин ние можеме на допамин да живееме 24 сати. Мислам секако дека треба вода и храна, ама тоа нас ни ги дава сите rewards што ни се потребни. Така да мислам дека сега и тука е борбата да го надминеме тој глас, тој повик кон комфорт. Тука е тешкиот момент, да го згаснеме тој глас и да смислиме причина да го направиме тоа потешкото, по-неудобното. Бидејќи под таа неудобна одлука или тренинг или трка, тука е веќе бенефитот, тука е ревордот, тука е новиот човек што се гради. Ме разбираш? А комфорт зоната знаеме ќе тапкаме уместо цело време. Нема да има промена ниту физички, ниту па психички. Ме разбираш? Разбираш, така да денешно време многу сме настроени кон комфорт зона. Не, добро, значи тоа како што си кажа, тоа е човечка природа, тоа е состојба кон која што тежне е мозокот, но игрите што ги прави мозокот. Значи буквално тоа е како ти кажам, буквално како во циркус, значи тоа неверојатни акробации се изведуваат таму, значи неверојатни теории ти излегуваат, неверојатни причини излегуваат. Се ти изгледа, значи сите можни излези ќе ги најдеш. Да. Само за да не проложиш уште еден чек, значи само за да Тоа е мислам дури одбранбен механизам, пошто у тој момент телото не знае дали трчаш ти односно сваќа само дека трчаш, а не бегаш од нешто. Ме разбираш, пошто еве пред јадници години ние ако трчаме или ловиме нешто или бегаме од лав, ме разбираш? Да. Као не биле до тој степен да трчаат сега за луксус, за привилегија. Така да мозокот не мислам дека регистрира дека има причина за трчањето. Бидејќи не бегаме и не ловиме. Така да зашто би си го правеле овој стрес, овој товар на телото? И тука е веќе моментот, сега тој ден сме во општество сме кај што можеме да си дадеме 24 сати да одиме да трчаме. Ме разбираш, тоа е голема привилегија да можеме на тој степен да се надминеме себе си. Зошто мислиш дека е привилегија? Зошто едноставно, значи како е денеска тренингот привилегија? Па да ти се сите човечки потреби покриени, да можеш ти да имаш време да отидеш да истренираш, тоа нема нешто по привилегирано од тоа. Мислам да не правам такви муабети сега, ама има луѓе што најчовечките потреби ги немаат покриени и немаат ни помисла да отидат да истренираат. Они времето што го имаат треба да го насочат кон работите што ќе им помогнат да преживеат. А ние сме тука во општество кај што сме седнати на кауч со нозете горе и не мрзи со чипсот у рака, со цигарата у друга, не мрзи да идеме на тренинг. Тоа е привилегија. Знаеш, од она како јас тебе те разбирам, те сваќам, те доживувам, еве така да кажам, значи ја мислам дека ти си еден од оние луѓе кај што каде да го фрлиш на светот, значи си има свои принципи, значи свои закони на функционирање, еве така да кажам. Значи и не се прилагодува толку кон околината, туку ја прилагодува околината према себе. Тачно. И знаеш, кога луѓето бегаат, еве се имаш големи миграции и така натаму, значи не викам дека тие се неоправдани сите, но луѓето што бегаат, да кажеме, од не знам, во потрага по луксус, поголем луксус. Кој е твоето мислење, да кажеме? Значи, дали, например, ако ја отидам од Македонија во Америка, да кажеме, со истите навики кои што ги имам, ќе ми смени нешто во животот според тебе? Искрено, тука би си ја знал границата дека не сум толку стручен по како чисто како перцепција ме интересира. Како би се прилагодил ти во таа култура ако не се смениш себе си? Зборам, ти си човек кој што гравитира, да кажеме, оди патува Америка, Македонија. И сега да кажеме, луѓето викаат дека, пример, Македонија не било нивна плодна почва и заминале во Америка. Значи, дали тоа што, дали самата миграција го решава проблемот, да кажеме, на... Јасно. Не.
Значи, состојбата, околината во која што се наоѓаме, почнува од околината или состојбата што ја имаме во себе. Ме разбираш? Ако светот внатре во тебе, ако енергијата, ако свесноста, мислењето, мислите, чувствата што ги имаш ти во тебе се лоши, негативни, да не речам црни, ме разбираш? Така ќе огледаш светот. Не Калифорнија, отиди Калифорнија, Мајами, Дубај, Јапонија, нема врска. Значи, како се осеќаш ти, така ќе огледаш светот. Ќе проектираш. Така да, почнува од човекот, почнува од коренот е внатре во нас и огледот што го имаме на светот, да има вистински ситуации и места во светот што се објективно тешки да се соочи со нив, ама пак почнува од човекот, почнува од внатрешната состојба. Геб, го спомнав семејството и дека она што навистина тебе те обкружува едно прекрасно семејство кое што нели за кое што се заслужни твоите родители, значи тоа не е нешто што лесно се одржува или лесно се создаде, да кажеме. Тоа е нешто што навистина бара животна посветеност од тие луѓе. Колку сметаш дека е придонес или имаат заслуга во она што си денес? Па мислам дека има преголема заслуга и преголема поддршка имам осетено од моите. И за жал многу од луѓето колкав хендикеп е кој ќе видиш, да кажеме, човек да едноставно го нема тој свет околу себе. Да. Па мислам дека повеќето луѓе го немаат, така да можам да кажам од лично искуство сваќам колку е значајно поддршката од друг човек, бидејќи се наоѓам во таа улога секојдневно. Јас сум support систем, можеби единствениот човек што ги поддржува луѓето со кои што соработувам, бидејќи сите околу нив седат, пушат цигари, пијат кафиња, не вежбат, искачаат. Ме разбираш што, окей, прај ги тие работи, но они прават чекор да се напреднат и сите околу нив, знаеш, ги влечат назад. Така да, од лично искуство знам дека многу менува да имаш support систем. И се наоѓам како изгледало, мислам, како изгледа тој support систем? Значи, што значи кога ќе види дека паѓаш, дека едноставно се затвараш полека, значи не излегуваш на воздух и така натаму, доаѓа и ти дава нотификација едноставно дека застрануваш од патот на некој начин. Па види, има две аспекти од сапорт. Од една страна треба човек да ти дојде да ти каже забушаваш. Можеш, имаш уште едно ниво. Потенцијалот него, капацитетот што го имаш, не го гледам. И тоа е дури потежок муабет да направиш како тренер со вежбач. Секако дека треба да имаш разбирање дали се спремни за такво да слушна таква работа. Но и од друга страна треба да имаш разбирање, треба и ти си човек, и јас сум човек. И ги имам поминато работите што ги имам поминато и не дека сега треба да ги тешам моите вежбачи, ама имам емпатија. Разбирам како е да имаш лоша недела. Јас сум имал лоши 2 години. Ме разбираш? Имам разбирање дека не е толку едноставна работа, не е само отиди вежбај у тератана. Направи ги чекорите. Зашо не го следиш планот за исхрана? Така да, има две аспекти. Има од една страна, како тренер, јас должен сум да ги држам одговорни. Но исто така сум човек и имам емпатија, имам разбирање. Ме разбираш? Така да, тука е динамиката. Треба јас да во тие тешки моменти кај што ќе паднат психички, пошто секој паѓа психички, не е прашањето дали туку кога. Дали ќе ти умре куќето, дали ќе ти ја удрат колата, дали ќе се удриш ти. Прашањето е само кога. И кога ќе дојде тој момент е прашањето дали треба да се уозбилам, да се стегнам, да ги направам тие тешки работи што се потребни, или малку да мирувам. Колку често ти се случува да го препознаеш, да кажеме, потенцијалот кај луѓето
многу повеќе од кога што тие сами го препознаваат во себе. Затоа го правам ова. Да. Пошто ете сите, може и ти имаш, сигурно имаш искуство со ова. Ние не знаеме како не гледаат луѓето. Ја не знам ти како ме гледаш, јас знам себе како се гледам. Ти ме гледаш како ултрамаратонец што имам постигнато ова и она, јас ги гледам работите што уште сакам да ги напреднам. Ме разбираш? Така да тешко е човекот да си ги види своите јаки страни, своите добри работи, бидејќи толку сме фокусирани на лошите, на стварите или што ги немаме, или што сакаме да ги имаме, или што ете ако е човекот малце заоставен во минатото, стварите што сме ги имале претходно. Така да е скил да можеш да видиш на кој капацитет може човек да со кој капацитет може човек да функционира. Да. Дали мислиш дека во таа линија на работа, да кажеме, постои неуспех или како би го дефинирал можеби неуспехот? Секако и сум имал јас неуспех со клиенти. Сум имал клиенти кај што ете таа динамика со држење одговорно и со разбирање, имање емпатија, сум сгрешил. Или сум немал доволно разбирање за кај се и сум очекувал стисни здаби малце, као стегни се поише. Или па сум бил преразбирлив. И не сум очекувал стварно да го постигнат резултатот што или целта што имаме поставено. Така да и за тоа искуство сум благодарен. Ме разбираш, тоа е тие се грешки што ги имам поминато. Фала Богу, мислам, не се кој знае што грешки, но е пак искуство, ме разбираш. Геб, сакам да малце се пренасочиме на пак ноќта на Галичица. Значи пак тоа е некој искуство што го споделивме заедно и мислам дека има тука неколку точки кои што може да се надоврзат на ова што го збориме до сега. Ако ти текнува имаше еден период каде што бркавме cut-off time, па ќе стигнеме, па нема да стигнеме, па тука некои математики се правеа, па едно време се шпринташе, па после тоа не можеш да одиш и така натаму и после тоа се случи еден период кај што мислам ти беше конзистентен. Значи повеќе го анализирам моето однесување со целава ситуација, кај што јас почнав едноставно да барам било каква причина, значи едно време светлото не ми чинеше, па едно време не знам што не ми чинеше таму дека не можам, значи почнав едноставно сите можни излези да ги барам за да излезам од таа планина едноставно. И од таа ноќ, пошто тоа беше црна темница таму. Ти беше оттиден на некое место. Значи у погледот можеше да се види дека ти веќе не си присутен тука. Значи ти веќе си негде. Кај беше? Буквално кај беше, затоа што мислам дека физичкиот свет не го осеќаше веќе. Значи телото ти беше изгасено. Бев присутен, го осеќав, ама мислам дека се ставам у тие трки од искуството што го имам стегнато, имам некое разбирање дека некако треба да ги одложуваме тие болки. Како објективно се гледам како да станувам некако вид на робот на тие трки, бидејќи као погледот не ми бега од патот, движењето не ми се менува, чекорите се исти, знаеш, очекувањето за како ќе згазнам или као тоа ми е све пред време искалкулирано и знаеш поминато со тренинзи, со не знам што. Така да мислам дека повеќе беше само и многу се ставам у како еден мајндсет дека е работа. И имаме сега една смена да изработиме од 16 сати. Додека не ја изработиме, нема тука сме, мислам нигде не бегаме. Ме разбираш као да, тешко е, мислам го имаш ти видено, може и ти можеш подобро да го објасниш вака објективно, бидејќи јас само се ставам и мозокот ми се гаси. Мислам правевме и муабет, бевме свесни за исхраната, за електролити, за едно друго, ама
И секако дека катов, со времето. Да, мојот проблем е што јас не можам да го подолам тоа, односно да го најдам изворот на тоа каде е. Значи дали е тоа во како се вика нешто твое индивидуално или тоа некој како се вика едноставно културен момент, едноставно амерички систем на функционирање. Значи дали сметаш дека можеби е баш амерички начин на функционирање. Значи ако нешто мора да се направи тоа е. Значи нема тука нешто многу сентименталности. Добро прашање. Не знам. Дефинитивно можеби делува. Америчкиот менталитет е многу по-индивидуалистички, многу по-фокусиран на работа, на едноставно на работа, на труд, на време и нема тука сентименталности. Нема. Ти е, значи лесно ти е, те боли, не те боли. Да, менталитетот таму е како ти служи тоа. Ме разбираш, ако е целта ти да направиш нешто и надвор од трчање. Ако ти е целта да направиш пари, да истрчаш, да победиш утакмицава. Како ти служи сега емоција или емпатија или едно друго. Ме разбираш, има задача, има работа што треба да биде завршена. Тоа е тоа. Тоа е суровоста, значи тоа е точно таа суровост која што кажеш ти, осеќам дека се претворам во робот. Ја не знам, можеби не е тоа робот, ама дефинитивно има таква нијанса на суровост која што едноставно Габриел, човекот со кој што нели дојдов до Охрид, ја почнав трката, едноставно таа ноќ се смени. Стана нешто друго, мислам, влезе во тој мод кој што е потребен за да се заврши, а ја не влегов, значи јас го немам тоа. Ја продолжив да размислувам, продолжив да не знам, да планирам, да барам излези. Како не тежат, како не тежат. На нозете, како не тежат. Како не тежат. Јас знам едно време се откажав од трката, реков оди. После тоа веќе се раздени и така натаму и снимавме видео на пола сат 40 минути, не знам, така помина доста време. Си одам полека, нели, да со белото знаменце да си го да се предадам, нели, поштено како што треба на станица. И кога гледам дека се враќаш после некој време и имаш уште еден обид, значи после све тоа да ме вратиш назад, ама ја бев одамна откажан веќе и немаше враќање, но сепак се врати. Значи мислам дека изоди сигурно плюс 5-6 километри ако не се лажам. Не. Ова ти се чини. Знаеш дека беа 10 минути. Ама ти се чинат ко 30 до 40. Ова го нема зборено. Ти се чинат ко 30 до 45 минути кога да помина. Беа 10 минути. Стварно. 10 минути. Значи јас продолжив, нели имаше некои таму дворови, не знам што. Да. Продолжив, ти се симна до скоро до езерото. Да, гутна патот. Па ја те чекав дури на патот. Памтам дека застанав, къснав нешто, земав вода, викам ај ќе дојде, ќе се придружи. Чекам, можеби 5 минути те чекав. Па почнав да се враќам. Ја не изодев некои 5-6 километри. Ја 10 минути, буквално од последниот, макс 15, ме разбираш? Ама тебе ти се чинат, пошто во таја состојба која си не само изгубен, пошто и од патот која ќе се изгубиш е стрес, ме разбираш? Да. Ама е интересно што тебе ти се чини како толку. Мене ми се чинеше како цела вечност затоа што се раздени веќе. Да. Значи ова се викам, ова сати прошле човече. Да, значи човеков е сигурно на крај на трка. Не, и гледам се враќа после некој време, 10 минути, ти кажам, 10 и целата случка ја памтам, пошто памтам дека нешто ногата не ти беше, па се спуштавме по некои удолници, ја продолжив, па викам ај да продолжиме да имаше таму еден спектакуларен пад кој што малце ме оштети, ама не беше тоа, дефинитивно не беше тоа причината, нели, зошто све тоа се прекина. Ама многу добра лекција, значи многу, мислам, ти викам, во тие 2 дена завршив факултет. Многу ми е мило што пројдовме низ тоа, да видиме годинава како ќе испадне, значи цела година е пред нас. Рековме дека ова ќе ни биде како годишно собирање, планирање, така да кажеме, традиција. Ова е веќе втора година. Втора година пред, да. Да видиме годинава како ќе биде и, нели, за до година да имаме, нели, уште јас не ја рачунам како неуспешно. Значи
Јас сметам дека оваа година што помина направивме на такво големо поместување, да кажеме, зборам лично, верувам дека и кај тебе, посебно со се она што ти се случи, така и ја отворивме. Денешна епизода, верувам дека беше огромен, имаше огромен простор за раст. И се надам дека оваа година ќе продолжиме исто. Идеме јако, брат. брат. Да растеме, да. Ќе газиме. Фала уште еднаш што ме покани, брат, и веќе станува традиција. Фала ти на тебе и до некој се нагледај. Ајде.